Во ова издание на Студио на Нова тема е ембаргото кое косовската влада го воведе за македонските производи. Мој гостин е председател на Комората на Северозападна Македонија Менделес Кучи. Господине Кучи, добро дојдовте во студиото на Нова. Моето прво прашање се однесува на вашата оценка за одлуката на косовската влада. Вашите колеги од Сојузот на стопански комори ја оцени одлуката на косовската влада како политичка. Дали вие согласувате со ваквата оценка на вашите колеги од Сојузот на комори? Најпрвин добре ве најдов и поздрав сите ваши гледачи. Што се однесува до мерката, таа се согласувам и јас со моите колеги дека има политичка позадина. Според мене безпотребна, затоа што ние со Косово имавме доста добри односи и требаше да ги негуваме тие односи. И не треба да заборавиме дека не само со нив, туку со сите комшии ние треба да тежнееме да имаме што помалку е можно политика, но што повеќе е можно здрави комшишки соседски односи и најмалку тоа да има влијание негативно врз стопанството. Зошто според вас дојдовме во ваква една ситуација? 3 години наназад Македонија воведува мерки рестриктивни за увоз на пченицата и брашното од Косово, кое патеме мала бројката, мал процент на брашно кое доаѓа од Косово, само 2 или 3%. Зошто овој пат според вас косовската влада се одлучи да изреагира вака нервозно? Се согласувам со вас дека оваа мерка не е нова. Секако дека ние како комора секогаш сме били против ваквите донесени мерки, затоа што има алтернатива на која би можел да се решава тој проблем долгорочно. Значи, ако реагиравме првата година, немаше да не се случи можеби третата година. Ако реагираме оваа година, таа мерка не може толку брзо да ги направиме ние нашите, да речеме, земјоделци конкурентни во пазарот. Но ако не почнеме денеска, секако дека тие проблеми ќе ги имаме и наредните години, ако сакаме да сочуваме мир меѓу земјоделците. А токму, ја мислам дека тука е акцентот на нашата влада, која што на некој начин сака да ги држи земјоделците, односно да им удоволи на земјоделците, но не со мерка која што ние го предлагаме, за да не му даваме риба, туку да го учиме како се лови риба, а тоа значи да ги поправиме агротехничките мерки, ако се во прашање. Ако е во прашање семето, значи да гледаме кое е семе тоа што е во нашите комшија, го немаме ние. Оти горе-долу нашата клима е слична или иста, но при донесите, односно цената на чинење на житото кај нас испаѓа дека е повисоко, додека во берзата, односно кај нашите комши е упола поевтина. Значи, ако сакаме мерка, значи треба во оваа насока да ја направиме таа мерка и политиката да ја сочуваме дома, кај нас. Не нашата лоша политика да го пренесеме и надвор и тогаш да бараме виновници надвор од нашата земја. Како според вас можеше да се избегне оваа ситуација, да не дојдеме до ова? Значи, апсолутно ние пред нас престојат доста неискористени ИПАР фондови, кои што се наменети токму за земјоделството и за земјоделието, но и разни други меѓународни организации сакаат да ни помогнат во ова поле. Но ние не ги користиме доволно овие можности што ни се дадат. За да го направиме нашето жито, не само житото, туку ние имаме и други земјоделски производи кои што горе-долу некои на приватна иницијатива, меѓутоа житото е некоја култура која што е навистина малку попространа и која што бара поинаков начин на третирање. Прво, укрупнување на земјиштето можеби. Второ, другите ред агротехнички мерки на област која што не би сакал да навлезам, туку треба да им се даде место на стручните, пред се, јас секогаш велам академскиот ниво. Ние имаме такво ниво во земјава, но не го користиме. И секогаш кога не го користиме, се водиме само од политички дневни интереси, тогаш навистина ни се мешаат работите. А да ме прашам, кои се штетите кои вашите членки ги трпат? Гледаме реакции од членки на Сојузот на стопански комори, како стојат работите во вашата комора на Северозападна Македонија. Што велат вашите членови? Кои се штетите кои ги трпат овие денови? Па први реакции што имавме ние од страна на нашите членки, кои што навистина имаат бизниси развиени од оваа страна и од таа страна на границата. Така да нивните реакции беа
први. Секако не се надеваше можеби нашата влада, затоа што у нас за неколку години немаше некои вакви или слични реакции, негодување имаше дискусии околу оваа работа, меѓутоа не и мерки конкретни. Така да, на некој начин не беше мерката насочена само кон Косово. Не ми објаснивте претходно кога ме праша, што мислите, зошто оваа година владата на Косово се одлучи да реагира така како што изреагира, односно да во првата одлука да го редуцира увозот на некои производи од Македонија? Некои тоа го оправдуваат со нервоза, некои тоа го оправдуваат на политичко ниво. Има и такви елементи, затоа што ние знаеме кои ни беа позициите со самитот на председатели што требаше да се одржи кај нас и на некој начин тука малку беше некој вид можеби на негодување, но не би сакал тука да ги врзувам работиве. Ја мислам дека за ова има некоја друга заднина која што допрва утре ќе одиме, ние таму сме закажани да седнеме со релевантните фактори на владата, односно конкретните ресорни министерства и веќе имаме закажано средба утре во 11 кај нив, за да видиме, односно да процениме дали навистина е нешто во прашање што би било политичко или е некоја друга позадина која мене ме плаши, што може да значи... За бизнес или политички интерес во позадина? Не ве разбрав. Зборувате за бизнес или политички интерес во позадина? За бизнисот во прво време и во прво место, но за секој бизнис има и политика, односно мора да има политичка подкрепа. Она што најповеќе ние се плашиме да не биде токму тоа да некој сака да ги поврати старите позиции што ги имаше во тој пазар, а со новите збивнувања што се меѓу релациите Приштина-Белград, ние гледаме дека старите позиции ги имаше Србија. Апсолутно, што ние ги опфативме, што ние ги зазедовме на некој начин и сега ги имаме. Но ги имаме со одредени други партнери кои што немале врска со српските производи. И сега ги имат етаблирано нашите производи во нивниот пазар. Господине Кучи, владата денеска би требало да има некаква одлука, досега молча, дали сте имале контакти со владата и што ви велат вас, што се презема на овој план за да се надминат проблемите? Ние бевме во контакти и со министерот за економија, Валјан Сарачини, денеска е тој на средба таму, уште немаме повратна информација што и како е, меѓутоа секогаш имаме предвид дека ова прашање ќе мора да се реши, односно ќе има доблест нашата влада да разбере дека навистина тие што губиме сме ние. И кога ќе ги тргнеме и наетите на страна, односно и политиката малку на страна, односно ако сакаме политика да водиме таква политика која што ќе подржи бизнис заедницата. Односно ќе има бенефит и од економски аспект од тоа. Според реакцијата на Сојузот на стопански комори се нема впечаток дека вашите колеги од таа комора не ја поддржуваат владата. Тие по добро разбрав ја поддржуваат значи владата. Што се однесува до начинот на кој и тие не го оправдуваат, значи и тие се против секој вид на блокади, но ако е веќе воведена блокада, добро е што е воведена една блокада на некој начин што треба да се присетат македонските власти дека тие се големите губитници. Но во суштина тоа не е така. Ние знаеме дека и таму пазарот трпи, односно недостатокот на стока во пазарот значи покачување на цените. И тоа се случува. И тие информации ние ги имаме дека нешто во тој правец се движи. И тогаш обичниот народ нема да се согласи со таков вид на политики. Но пак ви велам дека заедничкиот именител на целата оваа работа може би повеќе ИНАЕТ, што пак би навивал да биде тоа, би сакал да е ИНАЕТ, затоа што ИНАЕТот може кај нас да проаѓа. Навистина ние сме жешки во моментов, кога нетрезвено размислувам, но и брзо се ладиме. Такви елементи имало и порано. И ја мислам дека и најлесно ќе може да се надмине тоа ако е прашање не. Но ако е прашање некоја скриена политика која што насочува кон она што пред малку го реков, враќање на Србија на пазарот на Косово, тогаш е веќе опасно и тогаш ние уште потрезвено треба да мислиме и како комори, но и како влада и да вградиме една стратегија, една политика како да се таблираме што е можно повеќе таму, а не да го изгубиме и тој
тешко стекнат пазар. Господин Куџи, ви благодарам за разговорот. Молам.